Почитувани, добар ден, стартуваме со црвена линија. Од 26 септември стапуваат на сила нови правила во сообраќајот. Казната за пешаци кои преминуваат улица со телефон или слушалки ќе изнесува 40 евра, а за возачи на велосипеди, тротинети, мотори и трактори 50 евра. Целта е всушност големување на вниманието и намалување на ризикот од несреќи. Во игра е Safe City, проект со камери што од нова година ќе започне и со контрола на возачите на автомобили. Покрај новите правила остануваат старите правила за алкохол со построги казни за пијани возачи. Значи законот е јасен, а одговорноста е наша. Темата денеска во црвена линија е од 26 септември во сообраќајот Safe City за пешаци и возачи и казни од 40 до 50 евра. Ке бидеме ли според вас побезбедни? Секако тоа е централно и главно прашање на ова денешно издание на Црвена линија и во овој момент, доколку не следите на Инстаграм, веднаш да го сторите тоа. Целта е секако да се приклучите на сите оние кои што активно земаат учество во анкетите на Црвена линија. Во текот на денот се објавуваат на Инстаграм, поточно на Инстаграм Стори, значи заследете Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Инстаграм. А од кога ќе кликнете на Инстаграм Стори, денес Црвена линија ве прашува дали сте за построги казни за невнимателни пешаци и возачи. Како што гледате, имате две опции за одговор, две полиња, едното е да, другото поле го содржи одговорот не. Се разбира, кликате на полето кое што го има вашиот одговор, дали е тоа да, не. Секако тоа оставаме на вас и праксата е секојдневно, некаде кон крајот на секој издание на Црвена линија да ги пресметаме резултатите во проценти и да ги објавиме истите. Тука и ќе ве потсетам секако да не заборавите да бидете исклучително активни и на социјалните медиуми како што е Facebook, пред се со оглед на тоа што за секоја една тема преку коментари, практично тоа се одговори, можете да се вклучите, односно да партиципирате во денешната дискусија и во секоја една наредна. Но најдобре додени останува секако правилото да ве слушнеме во живо. Секој еден од вас има 90 секунди време трајање за едно јавување. Се разбира, автоматски се исклучува линијата, но тоа не значи да не звучи обесхрабрувачки. Секако можете повторно и повторно да го завртите нашиот број. А нашиот број е 023070005. Особено важно технички аспект, еве и вчера се повторуваше поприлично многу пати, но како велат, повторувањето е мајка на знаењето и тоа ќе го правиме се со цел квалитетно, брзо и ефикасно да бидете вклучени во секој едно издание на Црвена линија. Така да по вртењето на бројот 023070005 ве замолувам задолжително целосно да го намалите тонот на телевизорот. Она што е зошто е тоа важно, од проста причина да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас, дека не сте вклучени во програма и така натаму, и оние 90 секунди секако да ги изгубиме во проверка на квалитетот на тоа колку и дали добро се слушаме. Ке потсетам задолжително секако да внимаваме и на зборовите кои што ги користиме. Тоа значи да ги изоставите во излагањето целосно вулгарностите, пцостите, говорот на омраза, навредливи епитети и секако говор кој што алудира на насилство. Црвената линија автоматски ќе ве исклучи. Ето, тоа е тоа од етички аспект, време и да ве слушнеме. Па дали сте вие лично за построги казни за невнимателни пешаци и возачи? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, сега, прво добар е законот кој е донесен од страна на владата и собранието на Македонија. Но има уште еден недостаток на тој закон, каде што јас цело време претендирам да луѓето кои ги користат тие тротините да полагаат возачка дозвола А категорија, тоа да им се метне. Тоест, малолетниците, децата да не го користат тој тротинет, зашто господино, тоа е најголемото зло. Верувајте, има луѓе со попреченост, попречен ВТБ, тоа е, што да ви кажам, на Господ бејата. Ја не знам како ќе ги казнат, како ќе ги казнува полицајците тие луѓе, тој кој ќе се улете, кај ќе го види?
Мислам, што да ви кажам, убаво тоа се казнува, ама колку кај нас ќе се спроведува, вие барем тоа многу добро го знаете. Што да ви кажам? Ама ајде, нека е убав денот и тоа е. Али се на земјата на чудата. Така, благодарам. Со вас го почнуваме ово издание на Црвена линија. Не го менувајте каналот, останете и продолжете да не следите, бидејќи по вас ќе продолжиме секако и понатаму со вклучување на гледачи. Па еве како граѓани денес Црвена линија ве прашува дали сте за построги казни за невнимателни пешаци и возачи. Добар ден. Добар ден, господина Дина. Добар ден, господине Роме, ве слушаме. Јас мислам дека тоа не сме да го говорите. Затоа што тоа се створат големи сообраќајни несреќи. Ево гледам ја турските филмови. На ними не сме да зборуваат на кој ќе вози на телефон. Тоа е многу опасно за луѓето. И на оние електрични тротинети, току ќе гледам ние со село наше, знаеш колку ми е мака кој ќе гледам ними? Тоа е опасна работа. Ама родителите се виновни. Тие ги купат тие тротинети, не дечињата. Но ние зборуваме и за нови правила во кои што и пешаците секако ќе бидат под мониторинг, дали правилно и онака како што треба го се движат во сообраќајот. Дали ве сметате дека со ваквите мерки ќе бидеме побезбедни? Да, побезбедни нормално. Тие не ќе се пулят по телефони, тук ќе гледат ке одат по патот. Тука треба да гледаш кој ќе возиш, треба да гледаш каде одиш. Не да зборуваш на телефон и да го губиш паметот. Тоа ќе мислиш на друго, на зборовите што ги зборуваш. Не ќе мислиш на она што го правиш, што одиш. И затоа се створат тој сообраќајни несреќи. Мислата му се губит. И губит мислата, наместо да мисли на она што го вози, да напред нешто сообраќајна несреќа, тој си мисли на она што го зборуват на телефонот. Тоа е лошотина. Поздрав од Роме од Вичево. Поздрав, благодарам што редовно не следите и активно учествувате во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Продолжуваме секако со вас, еве да подсетиме дека денес зборуваме, ова важи за оние кои што можеби подоцна се вклучивте. Од 26 септември се најавуваат нови казни за користење телефон и слушалки во сообраќајот. Пешаци кои што ќе користат телефон или слушалки додека поминуваат улица ќе бидат казнети со казна во вредност од 40 евра, додека пак возачите на тротинети, мотори и трактори кои ќе користат мобилни уреди додека управуваат, се разбира, со превозното средство, ќе бидат казнети со 50 евра. Ќе подсетиме дека Safe City се воведува, така да еве дали сметате дека конечно ќе биде во воспоставен ред и дека ќе се чувствувате побезбедни со воведување на новите казни. Добар ден. Добар ден и убав ден вам и на вашата Благодарам екипа. многу, убав ден и вам. Вака, јас сум многу задоволна од водачите, поготово во автобус. Секој пат ми даваат предност, иако ја поленка одам и додека ја не излезнам и додека ја не почам да одам, он не се поместува од место. Кој ќе ме види, тогаш тргнува. Добро е во однос на користењето на... Благодарам за стапеното време. Толку? Толку. Добро, благодарам многу. Еве, покуси од предвиденото, но ние да се навратиме на она што сакаме денес од вас да го слушнеме, а тоа дали сметате со воведувањето на новите казни кои што стапуваат во сила од 26 септември, како граѓани ќе се чувствувате побезбедни. Добар ден. Да се намали тонот на телевизорот веднаш, ве замолувам. Одма јас не очекував дека ќе добијам. Ајте, не добивте, повелете, ве слушаме. Секој пат сум исклучена, меѓутоа сега ова беше голема изненадување. Па, да ви кажам, јас не знам, јас сум презадоволна од ова вака што ќе се казнува и што треба да биде, затоа што ова ќе биде безбедност за нас, за сите. Значи, ова не е нешто, како да кажам, ајде било кого или што, за секого. Гледаме какви работи се случуваат, значи, јас лично гледам и сум најголем противник и ова многу сум зборувала по телевизије, да се казнува затоа што ги гледам како идат по пешачки, со слушалците на точак, слушалки, не знам,
на Веспа, на таму ги гледам деца на сред слушалки, па и возрастни. Си ставиле слушалките, си одат, си проаѓа на пешачки, едноставно као да пешачкиот мора да е за ни слободен, меѓутоа не знаете во секој момент што може да се случи, затоа што вие можете како пешак да застанете, да изреагирате, меѓутоа возилото секој пат не може во еден момент да застане, да кажам, да реагира. Така да ја мислам само ако биде ова за сите и ако има казни во ред, меѓутоа да не биде секое чудо за 3 дена. И да не мислам ова ќе биде стварно голема безбедност за сите, пак ќе кажам, и за пешаци и возачи, и за сите. Мора вакво нешто да се направи, да се казнува, за да ни дојде паметот. Значи да бидеме малку, како да кажам, пософистицирани и малку да размислуваме подлабоко. Благодарам многу за споделеното со гледачите на Црвена линија. Малку ќе ве прифрлам на Facebook и ќе ве потсетам да не заследите на нашиот профил Црвена линија. Ова ќе го повториме со оглед на тоа што можеби некој подоста се вклучевте за да го следите ова издание на Црвена линија, така да еве како изгледаме таму. Црвена линија, како што гледате, темите редовно низ фотографија, анимација ги објавуваме и прешуваме. Дали сте за построги казни за невнимателни пешаци и возачи. Пристигнуваат и коментари, истава објава, односно за темата е објавено и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Пишувајте коментари, внимавајте исто така на етиката, културата и изоставете ги вулгарните зборови, говорот на насилство и омраза, за да можеме и коментарите секако јавно да ги прочитаме, бидејќи и тие се одговори на денешното прашање. Да ве слушнеме во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Ве слушаме во Црвена линија сте. Во Црвена линија сме, така. Па види, јас акцентот ќе го фрлам на ова што го кажа првиот гледач у врска со овие малолетници што ги возат овие електричните тротинеци. Не само во Скопје, во малите градови го имаме ние тоа. Баш, ај сега, да не зборам како што, зошто тие малолетници, што кажа првиот гледач, не подлежат на некои, да не кажам, критериуми за полагање на нешто или слично. Тие се, да не кажам, 10, 11, па и помали години, и гледам како се обраќаат. Ако сум од мало место, меѓутоа, гледам го, вози по средина, а има две коловозни траки, едната од другата, една до другата, возат ова, како се викат, автомобили. Стом за овие ригорозни мерки и тоа се јасно прифатливи и јас мислам дека тие критериуми ќе донесат некои резултати што се однесува до ова. Со тие слушалки, со тие телефони и слично, кои што важи правило и за велосипедисти и за овие, како се викат, мотоциклисти, да не ги набрајам натаму што се како. Апсолутно дека тоа ќе има некој допринос. Јас сум за тоа, да. Али за ова пак ќе го нагласам, за ова треба посебно внимание да се обрати. Ја не знам дали се тие и воопште, ние во мали места немаме такви, да не кажам, овие места каде што може да се вози велосипед или да се вози овој, како се вика, тротинет. Така да тоа е малку многу ризична работа. Таква е ситуацијата. Фала многу пријатно. Благодарам многу, ви велиме и вам, секако останете со нас, бидејќи продолжуваме понатаму со вклучување на гледачи. Денес Црвена линија ќе посетам како граѓани и учесници во сообраќајот ве прашуваме дали ќе се чувствувате побезбедни и дали сметате дека можеби треба да има и построги казни за невнимателни пешаци и возачи. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум ја. Да, ве слушаме, повелете. Значи, добро е ова што држава сака да стави некој ред. Но проблемот од се и сите што многу го рекламираат, како наводно, знаеш, под наводници, ќе биде функционално она, како ќе наплаќа со казни, затоа што претежно 90% или 80% од овие што не се засегнати, до сега што не се казнувани, се малолетници. С тоа што нивните родители треба да ја понесат одговорноста. Значи, треба да има легитимирање. Второ, треба да има закон на измени со тоа што судските камерите што се од СИ треба судски, значи да бидат како доказен материјал. А чим ќе го сменат законот, тогаш и камерите, значи од телефонот треба да бидат доказен материјал. Со тоа што полицијата која ќе стане некое дело не дозволува снимање или на некого кој ќе се врши некоја неправда. Малку обрнете внимание и на овие работи.
од стручен аспект. И тоа што секоја одговорност, значи кривично, сноси дел и парично дел. Со тоа што ако е детево малолетно, ако немаат пари, ќе треба некој затвор да лежи. Толку. Треба некој да размислува за таа работа. Добро, благодарам многу за споделеното. Токму тие причини постои црвена линија, простор во кој што граѓаните, токму вие, очекуваме од вас да го дадете одговорот, па така и на оваа тема за која што зборуваме денес. Ви подсетувам, наскоро почнуваме и со читање на коментарите. Тоа се практични одговори кои што можете да ги дадете на Facebook, на профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Доколку еве не успеете, можеби да се вклучите во живо. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Ајде, господине Љупчо, да ве слушаме на темава. Видите, не е проблемот да бидат и построги казните. Проблемот е казната да стигне. Дали ме разбирате? До прекршителот. Проблемот е тој механизам да се изведе. Значи, колото или тркалото да се затвори. Од изречена до стигната казна, до платена казна, тој круг треба да се затвори. Само тогаш ќе имаме воспитно реакција кај прекршителите или сторителите на прекршок. Еве, че ме кажете ми, кој ќе казни пешак, кој на пешачки ќе разговара на мобилен, ако вие немате полицаец кој ќе дежура на улицата. Преку камера ќе го казните. Ај кажете, нека ми кажат како ќе казнат човек за кој што немаат никакви податоци или некој може да го пронајде системот. Дали ради погрешна адреса, поваз и поише Скопје ви живее, на една улица се води, на друга живее сасим. Како ќе го најдете тој човек? Со имейл адреса и со преку... Па знаете колку има да застара така казни? Системот неки може го поднесе тоа. Еве, прашате, до сега моментално колку казни се изречени, колку се ефектуирани, сакам за наредните емисии да ми дадете информација. Значи, колку до сега МВР изрекло казни, и колку се ефектуирани преку судот или преку комисијата за прекршоци се наплатени. Пријавите, оние што ги плаќаат во рок од 8 дена, не еве пријавите поднесено барање. Па да видите реалноста. Толку пријатно. Благодарам многу за споделеното со гледачите. Одиме на Facebook. Подсетуваме таму, бидете активни, оно што ви треба е профилот на Црвена линија. Можете секако се подразбира да се заследи профилот на Телма телевизија, бидејќи на двата профила паралелно ги објавуваме темите. Па да видиме кои се коментарите кои што досега пристигна. На прашањето дали сте за построги казни за невнимателни пешаци и возачи, Лидија Станковска го напиша следното. Невидена глупост. Ваков закон имало ни во време на Југославија. Што прават глувите, а камерите ќе регистрирале и што ќе биде хаос? Секој што носи слушалки во ушите ќе бидат регистрирани. А што да прават тие што слушаат музика за да се смират, паника да не ги фаќа? И која глупост е и со саатите што ќе ги вадиме додека сме надвор, па после ќе ги враќаме на рака пак? Пази, молим те, предпоставам на велосипедска патека, на тротоар и на пешачки премин. Кој треба да внимава, а возачите? Ова им е трет обид да го спроведат овој закон, како што праве и со неделите да бидат работни и нема да биде побезбеден сообраќајот. Благодарам многу Лидија Станковска за активното учество и секако ве подсетувам, пишувајте и коментари, давајте одговори на денешното прашање. Да ги слушнеме гледачите во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас мислам дека и со овие казни нема да биде добро за пешаците и за возачите. Затоа што на овој народ и да го казнуваш, он тоа што знае да си го тера, па си го тера. Слушалките си ги држе на ушите, музика си слуша, возачи на тие електрични тротинети, стари луѓе врват, он уопште не застанува, а може стариот човек да го бутне и да го докусуре. Уопште никој не го гаеле за овај народ. Овие машини, овие мотори, тоа се е измислено за народо да го докусурат. Не е измислено за забава.
А луѓето треба, децата, да се забавуваат и да имат своја патека дека што треба да возат, а не да возат на сред пат. Не дај Боже може да ударе во некое возило или во некој човек да ударе. Значи казните са џабе. На овај народ што сакаш да му направиш, он тоа што го намислил, ќе го праве, па не знам што сака да биде. Тие слушалки нон-стоп ги држат на ушите, не слушат дали иде возило, дали не иде, они си терат по нино и улиците треба да бидат още пошироки, затоа што не ги фаќат колите што минат низ улиците. Толку са тесни улиците, што пешако нема каде да врве. Благодарам за вашите 90 секунди и одговорите на денешното прашање на Црвена линија. Да слушнеме и понатаму дали сте за построги казни за невнимателни пешаци и возачи. Еве дали сметате дека ќе бидеме побезбедни со новите воведување на новите казни и правила. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Секако предност им даваме на гледачите во живо, така да еве ќе се обидам уште еднаш и верувам дека ќе го почитувате особено техничкото правило да се намалува тонот на ТВ приемникот, за да можете веднаш да се вклучите и секако да не ги губиме секундите во однос на проверка на квалитетот на тоа како и дали добро се слушаме. Еве ќе се обидам уште еднаш. Добар ден. Добро, што ме малку другата страна. Јас продолжувам со коментарите, пристигаат многу коментари, така да продолжете секако да пишувате. Продолжуваме со она што го напиша Маријан Арсовски. Иста казна за луѓе со различна плата е дискриминација. Треба или процент од плата или градација на казна. Прва 50 евра, втора 250 евра, трета казна 750 и така натаму, како што е во Белгија. А овој систем постои во Соединетите Американски држави, Америка веќе 33 години, што значи требало многу порано. Благодарам многу Маријан Арсовски за активното учество. Ако не гледате, продолжете и понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Гледам тука некои 26 пред дека се обраќај за сообраќајот да се има некои казни за пешаци, за возачи. За користење бежични слушалки, слушалки. Да, телефони. Значи, јас во тоа се потpuno слагам. Али што ќе правиме, еве сам јас нон-стоп така по терените водам и гледам, значи, телефонот му е в рака, пешак како застани, тој не застанува на пешачки премин. Возачот да застани. Човекот ќе се победи, тој не застанува да го причека да помине пешакот. Исто јас имам таква случка што ми се деси на мене, али беа тука полицијава, само со после 2 чекора напред колата оди на пешачки и дори не застанува, се врати назад и го стопира. Што ќе направи ништо? Тоа е многу проблемот лоше кај нас. А јас себе возам 36 години, немаше проблем да имам до сега. Значи, без да имам проблем. Колку треба да се вози? 50, 60. И така да, а сега овие млади, нека се обратат најмногу до млади. Полицијава, нека се обратат до млади, пошто тие не знаат како возат. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Благодарам за вас. Продолжете и вие понатаму да не гледате. Секако продолжете и понатаму да вртите 02307-0005. Подсетуваме дека можете да имате активно учество и на денешната анкета, како и на секоја наредна на Црвена линија. Еве повторно за оние кои што подоцна се вклучивте. Заследете ни на Инстаграм и веднаш кликнете на Инстаграм стори. Прашањето е дали сте за построги казни за невнимателни пешаци и возачи. Две опции за одговор да, не кликајте на вашиот одговор и конкретно во издание
редовна пракса на Црвена линија, ќе ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Вака, за ова за казни ве све е тоа во ред, ама треба да си има дежурен полицаец и малски полицаец како порано. Иначе ова све е друго во ветер и магла. И така сум на линија да не одземам многу од минутажата, нели? Ако може да поставите тема за лодокторе во наредниве изданија, само толку. Да, но еве да искористиме, не е драго нешто ви имаме. Кажете ме дали сметате дека со воведувањето на овие казни ќе се чувствувате лично како граѓанин побезбеден веќе во сообраќај? Без сообраќајен полицаец на патиштата не. Не може камерата да знае дали сум јас, дали сте вие, дали некој. Значи не ни пишува на телефонот или на раката. Ме разбирате? Треба да се има дежурен полицаец кој што ќе го регулира тоа. Дали ќе биде тоа во автомобил, во некоја си монтажна кабина, тоа си е друго 20. Сепак поздрав до емисијата и ставете тема стрикно за лодокторе да се изјасни населението. Добро, благодарам многу еве за тоа што за вашата сугестија. Секако ќе ја земеме во предвид дека Црвена линија функционира за граѓаните, а продолжуваме понатаму за нешто што еве е во најаве и активно ќе се спроведува веќе од 26 септември, а тоа е ќе следуваат казни за пешаци и возачи доколку користат слушалки, безжични слушалки, секако мобилни телефони. Дали сметате дека сообраќајот ќе стане побезбеден, односно ќе се чувствувате побезбедно со овие казни? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Почитувана водителке. Ве слушаме внимателно. Вака нешто, вие прашувате, сега јас сакам да ве прашам нешто. Ајде да ги искористиме секундите, сакаме, ве молам. Дали ќе ги искористиме? Дали е побитно, неколку пати се јавувам, дали е побитно да се постави тема што да се направи во градот Скопје со сметот, со ѓубрево? Ама ние зборувавме и за тоа, и тоа не еднаш, така да ќе биде поставена. Дајте сега и за сообраќајот, ве молам. Сакаме да ве слушнеме. Не, од почит, бидејќи навистина ја водите емисијата прекрасно. А треба ова емисија да се претвори во нешто друго. Дали ќе биде сега како ќе се Скопска хроника или како ќе ја наречете тоа, да видим секојдневните проблеми. И ова што сте го ставиле, се е во ред. Навистина и ова е како проблем. Меѓутоа стварно проблем има градот премногу. Добро, а еве во оние малку секунди ве молам, како граѓанин го користите сообраќајот, верувате ли дека ќе бидеме побезбедни со новите казни? Па искрено не верувам, затоа што свеста кај нас е навистина на многу ниско ниво и не се надевам дека нешто ќе се подобри. Така, благодарам еве и за нели она што ни го кажавте, секако идеите на гледачите секогаш се добре дојдени, бидејќи сте граѓани кога гледате Црвена линија. И благодарам еве и тој мал временски период од неколку 15 секунди што го искористивте и секако дадовте одговор на денешното прашање. Црвена линија ќе ве посетам постојано, обработуваме и актуелни теми и се она што не засега нема да биде изоставена, се разбира, ниту една тема, ако се разбира е актуелна исклучително. Како што еве зборуваме денес за ова, бидејќи ќе повторам веќе од 26 септември, а тоа е наскоро од петок, стапуваат на сила казни за користење телефон, слушалки во сообраќајот. Па еве дали сметате со воведување на овие казни дека ќе се чувствувате побезбедни во сообраќајот како граѓани? Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Благодарам, поздрав и вам. Благодарам. Вака, прво ја да кажеме, сите ние, значи, штом излеземе од дома, стапнеме на тротоарот, не на улица, не на пешачки пењ, сите сме учесници во сообраќајот и треба сите подеднако да го почитуваме законот за користење на улицата, користење на тротоарот, користење на моторните возила, бицикли и сето оно што користиме во превозот. Меѓутоа, прво сакам да кажам, казните се мали за вакви прекршоци, не 40-50 евра, треба да биде 150 евра, за да му текне на оној што вози
тротинет или бицикла или значи возило кој не го почитува правилото како треба да се вози, каде треба да застане и како значи што се да се однесува. Меѓутоа најбитното во сето ова е, значи треба тротинетите да бидат забранети за лица помали од 18 години, бидејќи мотор, значи мопед, тоа е по-софистицирано, значи возило исклучиво се движи по улицата, но тротинетите се возат што се вика и на тротоар, и на пешачка, и во парк се влегува со него, така да и затоа се тие најопасни во сообраќајот. Ако сакаме да имаме, значи, добар сообраќај, да имаме чисто, што се вика терен, треба тие, значи, да бидат строго забранети за... Благодарам за учеството. Подсетуваме во текот на ова издание не се случи тоа да го повториме, немаше потреба, само внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно вклучување. Благодарам за гледачот, за неговите одговори и праксата секако е дозволена повторно да се вклучите за нови 90 секунди. Одеме повторно на Facebook и продолжиме со коментарот на Марко Поло. Еве што напиша: да, во Европската Унија се построги, особено во Холандија. Повеќе веројатност имаш да ти простат за казна да пројдеш на семафор, отколку да не пропустиш пешак или велосипедист. А за проаѓање покрај пред школа, верувам, каде има јасно укажување дека е 30 км, во случај да ја пречекориш има камери, со што имаш казна и одземање на возачка обавезно, само што нема одземање на возила, освен доколку возилото е технички неисправно или барано за нелегални действија. И нема потреба, бидејќи секое возило има сопственик и си сноси одговорност за возилото. Благодарам и на Марко Поло за одговорот и учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден! Ве слушаме, во Црвена линија сте? Па, да, ве слушам. Да, повелете. Ќе ви кажам, едноставно, мислам, се славам со што не кажавте, меѓутоа, треба се поведе сметка и за тези работи. Говорите тоа што овие, како да речеме... Дали ве сметате дека казните ќе направат да бидеме побезбедни во сообраќајот? Па, како да кажам, чисто сумњам во тоа, затоа што нема доволно полиција и такви работи да може да изкара едноставно. Како да кажам, се движам по пешачка патека или не е битно, не е пешачка патека во проблем, него се движиш во трговски центри и во било што, они си возат со тие тротинети, така да некојаш сум толку реалтиран, ми доаѓа да му лутнам една тупаница, да лутнам од... Ќе ја вклучиме Црвената линија следниот пат, бидејќи навистина ве разбирам дека сте револтирани, но ќе искористам можноста практично да видите како изгледа кога навистина се користат зборови, особено целно за да се искаже некакво си насилие или говор на омраза и така натаму. Благодарам многу за гледачот, за споделеното, за одговорите на денешното прашање, но ве молам навистина да се држиме до етиката на Црвена линија. Единствено правило, исклучително важно од тој агол е да бидеме пристојни, достојни, да ги зоставиме коментарите како ни доаѓа, нели да бидеме агресивни доколку некој нешто не почитува или можеби сме гневни. Бидејќи навистина Црвена линија, ќе ве посетам, е секако емисија која што е наменета за целата публика. Тоа значи дека и малолетната публика може слободно да не следи, зошто и ве гледачите да оставаме впечаток дека имаме на ум насилие или користиме зборови кои што се несоодветни. Благодарам за гледачот и учеството во Црвена линија.
Ајде ве прифрлам и на профилот на Телма телевизија, паралелно ги објавуваме темите и таму и еве го и коментарот на Димче Джеровски. Еве што напиша: треба не превисоки казни, но постојани и неселективни. Уште еден голем пропуст на нашето општество. Едукација уште од школските. Во наше време учениците 2 пати месечно ги посетуваа автошколите и инструкторите не подучуваа како да управуваме со велосипедите на отворен пат во градска средина и така натаму. За жал тоа денес го нема, а кога нешто ќе ти влезе во навика, секогаш го практикуваш. Благодарам Димче Джеровски и вам за одговорот на нашето денешно прашање. Да ве слушнеме во живо, продолжуваме со вас. Добар ден. Ало? Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Емисијата навистина ви е прекрасна. Благодарам. Значи, навистина требаше и младите да се вклучат. Младите ги сваќам потполно дека при возењето на електричните тротинети сакат да слушат и музика, меѓутоа тоа не е доволно. Тие треба да имат едукација дека додека се движат низ улиците, слушалките треба да ги извадат. Тоа би ги користели слушалките онаму каде што нема сообраќај. Значи, треба да го одберат местото каде има леп простор за нив. Исто и мобилните телефони возачите, значи, би разговарале на мобилен телефон при возењето, меѓутоа нив им се скренува вниманието и па тап силно на кочница закочуваат. Инаку, сета среќа што сега имат јаки коли, големи коли, нели овие сиромасиве, па така да му се добри кочниците и закочува, па да го спасат пешаков од несреќа. Јас би им препорачала дека не се казните добри, казните се многу поучни. Со казната, родителов, кога ќе го казни полицајецов детево, родителов кој ќе си појде дома и ќе му каже денеска ми пиша казна 50 евра. Времето 90 секунди. Ете, може би гледачката за прв пат се вклучи во црвена линија. Нема да изоставам да ви се заблагодарам за споделеното, но и ќе укажам само внимавајте на тајмерот. Ете, тоа е правилото на црвена линија, сегогаш се предвидени 90 секунди. Од тие причини го објавуваме тајмерот на екранот, за да можете да го координирате вашето временски, вашето јавување. Одиме повторно на Facebook и продолжуваме и понатаму со одговорите. Еве што напиша Кристијан Вангеловски: готово ги решија проблемите на државата, што правиме со сите политичари. Петар Бачов напиша: добро е да има ред на секаде, па и во сообраќајот. Сите учесници, ако сме внимателни, одговорни, смирени, ќе биде подобро за сите. Кога нема казни и е хаос, тогаш бараат казни како во Западот. Но кога ќе се воведат казни кај нас, тогаш тие што барале казни превртливи се и се против. Како да ви се погоди? Добар ден за новото вклучување, односно може би гледачка или гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам. Па јас прво би прашал, обичам со прашања. Сейф, да не сакале сем да напишете, па сити место сито решето, сем во решето да не испаѓа овој збор. Така по селски кажано. Ајде сега по црвена линија кажано, кој одговорот во однос на казните, ве молам. Сейф сити. Разбравме. Ајде сега да искористиме, сакаме да ве слушнеме, дали сметате, ве молам, дали сметате дека казните ќе направа да се чувствуваме побезбедно? Не царски зборови да ги избегнуваме царските зборови, тоа би ве замолил. Ама готово ве разбравме, дајте имаме уште малку време, дали ќе бидеме побезбедни? За казните треба се поголеми за да се свестиме, иначе нема свестување. Еве, најве посебно ќе речем Скупи, не Скопје, него Скупи, ќе речем, веќе ништо не почитуваат, ни родители, ни наставници, ни професори, ни ништо, ми самите себе не се почитуваат. Традиција никаква, човечност никаква, помагање едни со други веќе никакво,
се заборавило и затоа идеме кон гнилеж, кон уништување, кон самоуништување. Идеме, ама, еве како сакаат наши родители, така нека се однесуваат, па до кај стигаме до таму, што да правиме? Тоа е, ништо, ја вчера бев за Скопје, јас сум 120 км далеко од Скопје, меѓутоа, на 20 пазари видов дека макар да продавач нема, се. Така, благодарам и за укажаното. И секако благодарам за одговорот на денешната тема. Продолжуваме понатаму со вас. Еве, дали сте и за тоа да има построги казни за невнимателни пешаци и возачи? Дали сметате со воведувањето на казните кои што ќе започнат да се спроведуваат од 26 септември, ќе се чувствувате побезбедни? Добар ден. Добар ден. Убав ден. Благодарам. Повелете. Значи, секако да, ќе бидеме побезбедни. Еве, прво да ви одговорам на анкетата. Од друга страна се мислам како ќе бидат тие казните што ќе бидат фатени на камера, затоа што, например, тротинетите, точациве не се регистрирани, а може да има и капулјача, може да има на лицето нешто и така да и нема да видат кој е тој. Зборувам во однос на камерите. Од друга страна, треба да има и казни кои што возачи го користат мобилниот телефон преку Bluetooth. Многу често се слуша надвор, знаете, кога некој зборува, и ако им е тоа пуштено внатре, тој исто така вози исто, само што нема е слушалката на уво стајана. И исто така и гласната музика прави проблем во возењето. Ето, тоа е од мене, иначе што друго да ви кажам? Ема, дали сметате дека ќе бидат ефективни, дали сте за построги казни, и тоа да слушам? Па не за построги казни, не знам што да речем. Нека се проба прво вака, па после нека се види со построги казни. Апсолутно. Да. Ја мислам, најбитно од се е културата. Сушност, културата е секаде. И за ѓубре фрлање, и за учество во сообраќајот, значи за секаде ни треба култура. И ја мислам дека навистина треба казни да има за маце да се осети. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас. А секако постојано да бидете во секое време навремено, целосно и квалитетно информирани, ве подсетувам да кликате и на telma.com.mk. Во однос на она за што зборуваме денес со вас, еве на кој наслов препорачуваме да се задржите. Казни за пешаци и возачи кои користат телефон и слушалки. Новите сообраќајни правила важат од 26 септември. Дојде крајот на возење тротинети со слушалки во уши или поминување на пешачки со телефон на уво. Законот е објавен во службен весник и од 26 септември ќе почнат да се применуваат построги одредби за учесниците во сообраќај кои со внимание посветено на електронските уреди наместо на возење ќе бидат казнувани. Преминување пешачки со употреба на мобилен телефон ќе се казнува со 40 евра, а за возачите на тротинети, трактори, мотори кои и возат и користат електронски уреди, казната е 50 евра. Па дали ќе бидеме побезбедни? Да слушнеме од вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Добар ден. Ве слушаме. Фала. Видите, сакам да. Че да намалам. Намалете го тонот на телевизорот. За момент. За момент. Еве вака ќе исчезне, ќе се изгуби времето, јас не знам. Па добро сега видите. Ајде, ве слушаме, почнете. Видите, сакав да кажам за тротинети или за точаци, бициклисти. Ние да ги казниме луѓето, треба да правиме патеки за бициклисти, патеки за точаци и за тротинети. Тие не смеат да возат по низ Скопје или низ Битола, така, ние. И
не можеш да ги казнуваш во ред, направи си, да ти кажам, направи си за да земаш пари, а не само така луѓето. А овие што водат на пешачки премислона, тој добро казни го. Али не ој со тротинето што ќе оди, да го казниш. Казната не е во однос што вози тротинет, туку што користи слушалки или пак зборува на мобилен телефон. Тоа е може, тоа фала Богу, за тоа треба се казни, тоа фала Богу. Али треба патиге да... Благодарам многу. Драго ми е што се вели колку толку што успеавме нели да добиеме одговор од вас во оние секунди што преостана. Еве практично можевте да видите зошто постојано повторувам дека е исклучително важно по вртењето на нашиот број да го намалите тонот на телевизорот. Големо благодарам за гледачот. Ако остане време, секако го охрабрувам повторно да го заврти нашиот број, но овој пат да го намали тонот на телевизорот и да добие нови 90 секунди. Секако со цел да се доискаже и да слушнеме што има да надополни. Добар ден! Добар ден. Види вака, сега да ви кажем една работа. Луѓето се во правото тие слушалки со мобилните води на пешачки. Значи, пази сега една работа. Кола паркира на пешачки не можеш да го видиш. А тој разговара на мобилен или особа, женска, не е видно, како мине улица, не погледнува лево и десно како предходно, како пред многу години. Дали ме разбирате? И значи, они сега и дадува право, пешачки ти си слободен, а дали јас можам да оставам возилото? Значи, има тука проблеми и пропусти у законот што треба да се решат. А дефинитивно слушалки и мобиле, исто како мобилен во кола, тоа е неоправдиво. Ево пример у Шведска, да те видат, казната е ригорозна околу 300 евра. И сега што да ви кажам, не знам. Значи, треба да видиме ние совестни самите граѓани. Не е луѓето што стават закони и треба да ги стават, ама да се казнат сите луѓе, не било кој. Дали бил премиер, дали бил кој, казната за сите исто. Во Шведска нема проблем, казната е исто и на премиерот и на обични граѓани. А кај нас што, овај ми е вујко, овај ми е баба, овај ми е дедо, овај ми е брат. Не иде. Тука треба ние да решиме проблемот меѓусебно меѓу народот. И прво нашата култура. Џабе е се друго. Додека немаме култура, тоа е тоа. Така, благодарам еве што дадовте одговор на прашањето и еве можевте да слушнете од гледачот, се направи паралела во однос на Шведска. Како изгледа тоа там? Ајде да видиме што напише и Наташа Папас како одговор на прашањето дали сте за построги казни за невнимателни пешаци и возачи. Законов е фрлање прашина во очите пред избори, во стилот еве правиме нешто. Си спомнувате за законот за пушење и за фрлање од пушоци, а градов е потонат во опушоци. Ке биде исто, може би двајца, тројца ке бидат казнети колку да се оправда постоењето на законот. Благодарам Наташа Папа за учеството, ние продолжуваме значи, дојде времето да продолжиме со рекламите. Имате се уште време да бидете активни на анкетата, по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите. Сега останува да погледнеме како одговори оние кои што не следат на Инстаграм, на профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. На денешното прашање на Црвена линија дали сте за построги казни за невнимателни пешаци и возачи? Со да одговорија 89%, со не 11%. А јас тука само ќе ве подсетам секако за утрешната анкета и за активно учество во секоја една наредна тема на Црвена линија. Да не заследите пред се на социјалните медиуми, Facebook, Црвена линија, Телма телевизија, секако на X платформата и на Instagram за веќе во утрешната анкета активно да учествувате. Внимавајте во сообраќајот, почитувајте ги правилата, безбедноста треба да ни е на сите приоритет. А некаде кон крајот на ова издание на Црвена линија, уште еднаш ќе ве подсетам, информирајте се на telma.com.mk.
Сега не го менувате каналот, она што следува е да си кажеме. Горан Петревски ќе зборува за целосно финансирани стипендии за магистерски студии и тоа на повеќе од 150 универзитети во Обединетото кралство. А ние се гледаме утре во новото издание на Црвена линија.